За секоја минута лутина губиме 60 секунди среќа. Добро вечер. Добро вечер. Како иде работа со паркот, бе, луѓе? Па газда, како што гледате, тревата е веќе посадена. Што треба, англиска? Строго англиска, осеќате колку е мека? Осеќам. Како не им пропаѓаат и штикли и светлуко? Очу е мека. Одлична трева. Значи, видете се, ние со енглезите сме гаќи и оваа англиска трева мора да биде во изваредна кондиција. Значи, да се ѓубри од време на време, да се полива цело време. И нормално да се коси. Која коси треба? Ја газда, ја ако сам треба. Аха. И да ти кажам, многу пажива, коса ми полека со косилица на бензин. Аха. Почнувам од левата страна и полека одам кон десната страна. Да ти кажам право, газда, ја го гледам Тревников и сикам, ова е боле од Вембли, бе. Не е лошо. И поле од Вембли, али правиш една грешка. Значи, не може да косиш од лева страна па на кај десна страна. Не, треба обратно. Прво ќе си почнеш од десната страна, па ќе се пребациш тука во средината и на крај ќе завршиш со левата страна. Зошто знаеш? Не, Па ние сме десничари, ние сме демохристијани, Така е. не сме левичари. во право си газда. Следен пат ќе почнам од десна страна. Иначе газда, следно ни е садење цвеќења. За тоа е одговорна Маре. Маре, певај. Да ви кажам, газда, јас планирам на пролет да насадам хризантеми, џунџулиња, трендафили, леандра и лалиња. Лалиња? Да. Мора лалиња, бе, тие холанџаните нонстоп не перка дека не бива за ништо. Не, газда, јас сакав да насадам лалиња во жолта и во црвена боја како боите на Македонија. Тоа ни беше идејата. Чим се боите на Македонија, нема гајле, садете лалиња. А иначе, од десната страна газда, трендафили и леандри. А, од левата страна џунџулиња и хризантемики. Така. Да. А во средина ќе има ли нешто? Во средина планирам едно срце од лалиња во жолта и во црвена боја. Сте ме погодиле, бе, супер! Е, Супер, луѓе, супер! Сега, ова јас што го правам, знаете ли како се вика? Како се вика? Ова се вика лидерство. А знаете што е лидерство? Не. Лидерство е кога ги мотивираш работниците работата да си ја работат со кеф. Дали вие сега се осеќате мотивирани? Да. Не мотивирани газда, премотивирани. Премотивирани се осеќам. Газда, па вие сте како премиерот и градоначалникот, они нели шетаат, низ плоштад, се мотивираат. Абе, они се мали деца за нашиот газда, бе. Нашиот газда мотивира како Наполеон мотивира, а? Бонапарта! Да. Газда, Кажи, да прашам нешто? кажи. Абе, денеска е 22 ноември. Аха. Плата кој ќе? Ке има плата, не се секирете, иш да немате гајле. Останете ми мотивирани и се гледаме. Само напред, Македонија! Напред, ќе останеме, така е, да живее Македонија. Има плата. Извинете, господине, кратка анкета, дали може? Може? Партиското крило на Алијанса на албанците на Зијадин Села ја напушти коалицијата со ДУИ. Почна бродо, то не сега еден по еден сите ќе го напуштаат ДУИ, пошто не е веќе фактор у држава. Една работа мора да му се признае на Мицковски. Ја порази ДУИ како никој до сега. Од владеачка ја претвори у партија на пензионерите. А премиерот Мицковски откри дека председател на суд зема нето месечна плата од 180.000 денари. 3.000 евра зема, имаат 1% доверба. Не верувам дека премиерот зема толку, а има 30 пати поголема доверба кај граѓаните. Човеков се уби од работа, бе. 24/7 работи за наше добро, бе. Бел ден нема видено од кога почна да ја оправа Македонија. Ова неправда, ова го нема ни у Тунгузија, како да кажам. Господине, во процес е создавање на онлайн платформа наречена ЕУ базен на таленти. Па колку што ја разбирам, тој базен на таленти е со цел да ги поврзе овие европските фирми со кадри од земји што не се членки на Европската унија. И сега, на пример, ако на некој од Германија му треба работници, распишува оглас и онлайн се јавуваат работници од Македонија, Србија, Црна Гора, Босна, и овие им нудат плата, овие прифаќаат и заминуваат. Европа се пуни со работници, Македонија се празни. Со други зборови, ќе си заминат и овие млади што ни останаа овде. А почна расправата за новиот буџет?
Па според СДСМ буџетот е недомаќински лош, според власта е домаќински и ќе има покачување на платите, а вистината е негде во средина и боли и боде како шило. Сам се надевам дека тоа шило нема да го прободе буџетот и да се чешаме 2026. Извинете да ве прашам нешто. Ама, дечко, немој, молим те, денеска за мене е ден на жалост. Што да не ви умрел некој? Уште полош. Кажете што се случило. Им бапнале 18% ДДВ на сите нарачки од Тему и од Али Експрес, дечко. За поголема трагедија, поголема жалост од ова ами. Па чекајте, па не е се така трагично. За нарачки до 22 евра нема ДДВ. Ама што за 22 евра? Што за 22 евра? Јас секој месец под 150 евра не сум. Јас таму си нарачувам блузички, джемперчиња, сукнички, джинџири, минџири, накитово, чак и кондори си нарачувам и тоа замисли и на тоа ми стаиле 18% ДДВ. Па за мене денеска е ден на жалост, тоа да ти го кажам. Ве сваќам, примете сочувство. Сепак дозволете едно прашање да ви поставам. Фала, кажи. Франција и Украина се договорија Киев да купи 100 авиони ловци Рафал за одбрана од Русија. Пред месец дена украинците потпишаа договор со швеѓаните и купија 150 ловци. Па што не им ги дадат за џабе на украинците авионите? Па нели Украина ја брани Европа од Русија, така луѓето се во криза 3 години. Буџетот им е истоштен. За некое време може луѓето ќе трпат и за храна и сега важно французите и швеѓаните им продале оружје на украинците. Да не даде Господ да ти заигра мечка у двор, никој нема да ти помогне. Гледам јас колку е са. Добар ви ден, господине. Дали може кратка анкета? Како да не може? Зашто да не може? Сега си размислам додека шетам низ парков, ги гледам лисјева и си викам, и 2 месеци од десента ги изедовме. За 1 месец почнува зима. Се спремните за зимата? Многу сакам снег. Годинава на Кицбил ќе се скијам. Убаво да си поминете на скијање. Кај нас на гости беше германскиот министар за надворешни работи. Беше. По средбата немаше пресконференција. Дали тоа нешто ви говори? Сепак Германија е Германија. Што ќе ми говори, немало пресконференција. Па добро, Германија е Германија, Македонија е Македонија. Видим, може да има многу причини. Може министерот има трема од камери. Може имал стомачен вирус, го болело пупето. Може каснал на авион. Така што не е проблем тоа. Минималецот во Македонија е најнизок во споредба со другите балкански земји. Во другите балкански земји минималната плата изнесува од 500 до 800 евра, кај нас е 400 евра. Ај сега ја тебе вака да те прашам. Дали ти си чул некој работник што е на минималец да умре од глад во Македонија? Не сум чул, Ама нема што ама. Значи минималната плата си е таман. Па 400 евра не се малку. Значи супер, има за све. И доста се споредуваме со другите. Што сега ојлевци, дојлевци. Ние сме си доволни сами за себе. И супер ни е. Так, господине, што ќе кажете за новата забрана за фрлање ѓубре во Скопје од 22 до 6 часот наутро? Одлична забрана, ја поддржувам комплетно. Значи, под 1, веќе нема да има фрлање на раскапани шифонери до контейнерите после 22 часот. И под 2 ќе се сузбија малерот. Не ве разбирам каков малер. Види, нашиот народ има едно многу убаво правило. Вика, никако да не тресеш чаршавче со трошки од која ќе се стемни. Заради тоа што ќе доживееш несреќа. Знаеш, она си вечераш, нели на маса си имаш чаршавче, лепче ќе падне ово, она трошчиње, чаршавчето ќе си го спакуваш, утре од сабајле ќе го истресеш. Ако го истресеш кога е навечер, нели тресеш трошките паѓаат, те бие малер. Исто ѓубрево. Од 22 до 06 нема фрлање на ѓубре, ќе нема малери и народот ќе биде среќен. Да живее Македонија. Ви благодарам, господине. Имајте убав ден. Ајде! Здраво, директорке, може да Здраво, влези бре, Јовице, влези. Што си таков официјален? Што те мачи, што си таков? Ме мачат глувциве што парадираат низ студентскиот дом. Што? Глувци шетаат на секаде. Како да не? Еве имам фотографија, ќе ви покажам. Погледнете. Леле, што е сладок. Леле, што е сладок. Па ово е исти Джери, бе. Кој Джери? Па Джери од цртаниот филм Том и Джери. Директорке, низ студентскиот дом
има десетици глувци, имам и други фотографии, ќе ви покажам, ова е сериозен проблем. Еве, добро, зашо ќе ме покажеш? Джери си е Джери. Сите джериевци се исти, они може да се разликуваат само по големината. И се јасно кристално. Джериевците дошле кај вас у студентскиот дом да ве видат вас студентите, да замезат по некое сирење и ајварче што си ги оставате по собите и толку. Не знам што не ви е јасно. Вие треба да набавите еден мачор том и проблемот ќе биде решен. Том и Джери е супер цртан филм, ама на мене ми е криво што нон-стоп Том е тој на самарениот, а Джери е тој фраер. Ајде, нема врска. Значи, директорке, јас ви зборувам дека ние имаме проблем со глувци, вие за цртани филмови ми зборувате. Абе, што си толку сериозен? Јовице, што си толку сериозен? Секогаш треба проблемот да го гледаш од посветлата страна. Па тоа е Македонија, бе, ти срце ќе ти пукне. Едноставно е. Значи, имаше проблем со ѓубрето в градот, джериевците се на котија и тоа е тоа. Ке викнем служба за дератизација и ке го решиме проблемот. Друго што те мачи? Лифтовите не работат. Стварно? Да. Не работат лифтови? Не работат. Ке викнам служба во понеделник, ке дојдат, ке го направат лифт. Ама ти ослабен си некако, а? Па да, тренирам во теретана, пазам на исхрана. Ама и одиш пешки до 4-ти спрат. И па да летам ли не работат лифтовите? Море Јовице, вашата директорка мисли на вас, бе, мисли на вашата линија, а качувањето по скали е најдобро за срцето. Еден ден ќе ми бидете захвални заради тоа што сте оделе пеш. Тоа е добро за срцето. Друго нешто? Јадењето! Ама ќе остави јадењето. Таман ослабна, се направи дечко, сега јадењето. Ке ми збориш за паштети и маштети туку. Ајде се, пали кондурите и да се спремаш за декемврска сесија. Еве каде. Фала, многу пријатно. Пријатно, ајде. Чекај да си пуштам јас тоа ми Джери, тоа е супер, да си се изнагледам. Кумашине, Ја. видели што направи Албанија? Ништо не сум видел. Човече, беа во Брисел. Го затворија 5-тиот кластер, го отвараат 6-тиот кластер и 2030 година ги примаат во Европска Унија. Како не бе, кој ќе си го видам тило. Ти стварно не пратиш ситуација. Аплаузи, браво Рама, Рама частеше торта, одите многу напред, свака час за Албанија, тоа го кажа во Брисел. Кој бе, не види највен бе. И Турција 50 години ја тапшаат по грб, што членка е ставена на Европска Унија, не. Кумашина, едно е Турција, друго е Албанија. Бе, не се видиш, бе, ти знаеш што сме бе, ние за Албанија, бе, Албанија каска 100 светлосни години, бе, позади нас, бе. Чекај да проверам да немаш температура, не бе, вака добра делуваш. Море, кумашине, Албанија има море. Албанија има автопатишта, Бехтел и Енка им ги направија. Значи, Албанија не каска позади нас, ние каскаме позади Албанија. Не, тај не паѓај бе на ситни финти, бе. Брисел е сртен кон нас, бе. Они знаат дека ние сме раскрстница на Балканот и сите очи се вперени у Македонија. Сите ле. Кога ќе да те прашам нешто, ама поштено да ми одговориш. Поднапиен ли си, бе? Поднапиен и тоа баја ги поднапиен. Се гледа. Него слушај, ова ракија пијам, не ми личи дека е жута. Конобар, тој бе, Да повелете? шо повелете, бе, шо пијачка ти си ми ставил у чаша, признај дека ова не е жута. Абе, ми снема жолта и ти ставив албански коњак. Ама сега за исти пари пиеш по-фенси пијачка. Ја ничо албански коњак, боле наша нека брља него албански коњак. Добро, ќе ти донесам македонска брзо спртка. Ма боле македонска брзо смртка него албански коњак, тоа со фластери, ама. Кои фластери, бе? Не се фластери, кластери се.
Европски кластери. Не си ти беше за пиење. Дечко не носи од таа македонската брза смртка. Ајде да носам дома, комирам си. Таму, пропаѓам, ама отмено пропаѓам, така да знаеш. Нема бугари, устави тачка. Добро. Разбра? И не му плаќам. Не. Извини, една минута само нешто да ти кажам. Сега е период на имендени, на слави, луѓето се собираат да се дружат и си носат подароци. Најчесто вино. Е многу интересно што ретко кое од тие шишиња вино ќе биде испиено. Тие служат само за размена. Ако тебе ти ги донесат на слава, ти после ги дистрибуираш по други слави и имендени. Јас имам теорија дека ако обележам флаша со вино, ја однесам на слава, ќе ми се врати назад во рок од 1 до 7 години. Затоа, оваа година решив да направам експеримент. Пуштам во промет обележана флаша. Ај друг пат ќе правиме муабет. Полни кафани, полни болници. Или пиеме, или се лечиме. Таква е општата слика на наша болна Македонија. Него кога сме кај кафаните, пред некој ден седам со едно друштво, една кафана, и сите имаме над 50 години, 50 плюс што се вика. И се вртеа муавети, де политика, де болести, кој што закачил, како го третира. Па некој го мачи простата, некој жолчка, некој јетра, некој бубрези, така натаму и така натаму. И со нас седеше еден наш пријател кој има 70 и кусур години. Не слуша и ни вика: "Добро е, мајко му стар, избегав од моите пензионери да не ги слушам овие муавети за политика и болести. Мислев со вас млад свет ќе му освежите со муавети, секс, рок-н-рол и така натаму и така натаму. А вие бетер од пензионери." Тогаш ми кликна дека ние всушност припаѓаме на една изгубена генерација болна од политичка зависност. И затоа цврсто решив да се лечам од политичка зависност и да му се посветам на животот, на убави работи. Здрави, друже! Ова е приказна за Игор Говорко, човек кој има свое фризерско студио. Уште како дете се заљубил во штракањето ножички, па на своји 18 години од родната Струмица дошол во Скопје. Тука во Скопје почнав да работам како фризер за жени и за мажи. Во исто време и студирав на Филолошкиот факултет во Скопје Кирил и Методи, на одсекот за македонска книжевност и македонски јазик. Но некако фризерството беше тоа што ме привлекува уште од мали нозе, бидејќи потекнувам и од фризерска фамилија. Мојата мајка е познат фризер во Источна Македонија, во Струмица, поточно, бидејќи таму сум роден. Инаку имам и вујна, и тетка, и братучетки, и сопругата моја е фризер, така да ние потекнуваме така од фризерска фамилија со педигре. Значи, уште кога студирав, уште во Струмица и тука кога дојдов во Скопје, ја веќе шишав, работев со пријатели, со другари, знаеше да се случи, например, да излеземе ние другарите со една фризура другарите, но сред, да кажеме, вечерта на искачање, ја да одидам во салонот кај мајка ми да ги шишам. Излага првиот пат со дугачка коса, после излага со кратка коса. Тоа беше многу интересен момент. Кога нешто ти е пасија и ти лежи на срце, сакаш да одиш напред. Така било и со Говорко, па во 2002 година кинисал во белиот свет да ги учи тајните на фризерството. Лондон заминав 2002 година со цел да се усовршувам во мојата струка. Таму заминав на престижната академија Тони Енгај. Сега, вака на широката јавност може би ништо не им значи, но компаративно да спорам, значи Тони Енгај и Видал сум во тоа време беа, како да кажеме, Оксфорд или Кембридж. Баш така. Тоа беа скапи академии кои што кошта многу пари. 9000 фунти. 9000 фунти за неколку месеци. Да, за 4 месеци беше 9000 фунти, каде што фунтата во тоа време, добро се сеќавам, чинеше 93 денари една фунта. Дел пари имало дома, ама фалеле уште, па Игор ги засукал ракавите. На 6 мај слетав во Лондон, веќе на 7 мај ми дадоа работа. И бев пресреќен ради тоа, но не работев како фризер, со фризерството, како фризер, туку градежник. Отидов да работам градежништво,
тој газата што беше на куќата, што требаше да се реновира или што ја знам што требаше да се прави, вика имаш ли искуство? И јас викам да, имам, јас завршив машински техничар, викам средна школа, врска нема тоа со градежништво, но знаете како во такви ситуации гледате да се снајдете. И ми дадоа по 25 килски врејки да дигам, но без среќен, без разлика затоа што имав работа, можев да живеам, можем да го отплаќам моето студирање таму. Се дружев со луѓе во градежништвото од, не знам, од Дупница, од Бугарија, од Полска, од секаде. Значи, она Нова Македонија, што викаме листи, местни наразак и такви работи, но ја бев среќен човек. Сабајле работел, попладне учел. Првиот дел кој што јас одев беше на Classic Cutting Cars, значи она класично шишање. Значи, одите, да беше, тие беа од 12 часот или од 1, зависи како ќе се договаравме, одите таму, имате луѓе од цел свет. Па имате фантоми на кои што работите, односно кукли, кај што работите. Првиот дел. Вториот дел беше веќе се луѓе, клиенти кои што доаѓаат, кои што се пријавиле доброволно и работите. Кај мене беше специфично, пошто ја многу брзо работам. И беше специфично дека стално завршував прв и стално бев надвор и пиев кафе, пошто не знаев што да правам. И еден професор кој што беше грк, во тоа, да го заборив името, не ми текнува веќе, стално ме караше, вика, не брзај толку. Значи, супер си, се супер, ама не брзај толку. Викам, не можам таков темперамент сум ја, не можам да не брзам. И знам дека еднаш ме падна на еден испит, ајде така да кажем, кај што требаше да шишаме рамно. Навидум просто, навидум, нели, рамно шишење, ќе си кажете. И од моето брзање, само ми рече, дали заврши? Викам, да. Дали си 100% сигурен? Викам, не 100, 105% во ред. И ми најде грешка за 1 секунда и ме падна баш на тој тест. Подосна, кога веќе ги завршив првиот дел од студиите, се вработив, ме повикаа дури во Тонега академијата да останам таму, да работам, но не беше нешто платено, бидејќи сите мислат дека во странство е платена работа, да бидеш фризер. Може би да, ако имате собствен салон, но да работите така за други не е баш некоја платена работа. Подоцна се вработив во другиот дел во Јужен Лондон, каде што беше повише платено и таму работев. Веќе во вториот лондонски фризерски салон, Говорко заработувал солидни пари. Значи, оној типс што го викаме ние, нели, бакшиш и сите тие работи, ја фатив во тој салон кај што работев во Јужен Лондон, фатив некои французинки, например, кои што англичанките не се фенираат, ајде така да кажем. Пошто знаете, влажно време, па ја косата таму нон-стоп врне, но имаше французики нон-стоп кои што доаѓаат, кои што сакаат жените да бидат фенирани. И ја фенирам, она балканското наше, и овие живи, срекни, бакшиши и типс оставаат ова. Значи, јас буквално живеев од типсот, ајде така да кажем. Од бакшишот, да. Како и секој млад човек што ќе дојде до паричка, така и Игор го сменил стилот на живење. Почнав да излагам во, да кажеме, во познати клубови во Лондон и такви работи. Тука почнав да гледам и некои луѓе од музичката естрада, од филмската индустрија, каде што ќе видите се и сешто. За еден млад човек од 21-2 години во тоа време, ја гледав на секаде, не знам, дрога, како да кажем се... Блуд, разврат, Содом и Гомора, ајде така да се изразам. Во еден момент знам дека во еден клуб, China White, мислам дека се вика, што е познат клуб, на таа забава присуствуваше и Шерон Стоун. Ја не знаев дека она, бидејќи не уживо не изгледа како она на камери, на филм што сме ги гледале, не ја ни препознав, искрен да бидам. И кога 99% од луѓето би уживале во парите, забавата и баханалиите, Игор се предомислил. Јас сум човек кој што слуша Божјата промисла за самиот себе, знам да ги разпознам знаците. Еден момент беше пресуден кога, како Господа ми збореше дека не си ти за овде. Не си ти за овде, затоа што ја овдека семејство не сакам да основам. Вака нека ми простат сега, не е дека е све така црно, нормално имаше и убави моменти сите тие работи, но јас се решив да го послушам Бога и да не основам семејство таму или да продолжам да живеам. Знаете, од страна имаше некои коментари, знаеш ќе останеш тука, парче ќе правиш, многу си таков талентиран, онак. Во ред се до тоа, но не е сето тоа во животот. Ја гам некои други вредности. Се вратил во Скопје и отворил мал фризерски салон од 15 на квадрати. И така отворив, ден за ден, месец за месец, година за година. Работата тргна, некако, не знам, вработив уште еден човек, почна тие 15 квадрати да бидат страшно мали, па изразов уште еден дуќан, па се направија 30 квадрати. Подоцна
вработив поише луѓе, за на крај да се решам да отворам поголемо студио. Колку муштери во денот имат? Знаат да поминат 80, 100, 120 луѓе, зависи од денот. Значи, тоа е еден circle system направен концепт на функционирање, каде што секој си ја знае својата работа, затоа и може да се обстаат толку луѓе. Инаку сам човек не би можел толку, или со уште еден или со двајца не би можел така да... Во моментов со колку се работници сте? Ние 6 луѓе. Мислите ли дека кога останевте во Лондон и отворевте ваше студио, ќе имавте повеќе пари отколку што имате овде во Македонија? Сигурно. Сигурно, затоа што таму ќе запливав сигурно и во повисоките кругови, но пак ќе ви кажам, тоа не беше пресудно и воопшто не ми беше тоа важно. Парите никогаш не ми биле нешто пех за да можам нешто, за да, не знам, да ми бидат на првично место. Интересна е семејната приказна на Игор. Имено, татко му е хрват офицер, кој дошол да службува во Македонија. Овде се заљубил во струмичанката и основал фамилија. Татко му е католик, мајка му православна. Јас сум по конфесија припаѓам на евангелско-протестантската заедница во Македонија. Кај нас е многу интересно, затоа што во семејството, например, мајка ми православна, татко ми од католичка позадина, но никој, сестра ми исто така, никој нема проблем со тие работи, затоа што трите конфесии, православието, протестантизмот и католицизмот, се сочинуваат христијанството. Ние секоја недела со моето семејство одиме во црква на литургија, како што рековте, и тоа ни е многу битен дел од мојот живот и од животот на моето семејство. Значи, јас моите деца ги воспитувам со христијански вредности, да тргнат по тој пат. Со сопругата која му е колешка, имаат 4 деца. Најголемата керка е 18, син ми е 15 години, другата керка ми е 11 и најмалата керка ми е 8 години. Дали некој од нив пројавува афинитет, како вас и вашата сопруга? Сега пред некој ден, од Кочураци школата ги носе најмалата моја керка во владата на Република Македонија и ја прашале што сакаш да бидеш кога ќе порастеш, фризерка. Таа прокажува најголема афинитет кон мејкапот, шминката, бидејќи мојата сопруга, мајката на мојот дете, исто мејкап артист. За себе Игор ќе каже: Потекнувам од Хрватска, но секако Македонија ми е во срцето, секогаш ми била во срцето. Така да тука сум, тука останувам за сега. Сакам да придонесувам за оваа држава, за овој народ. Пред да ја завршиме оваа невообичаена приказна, малку провокација. Вие работите со жени, ама и со мажи. Дали е точно дека мажите се повеќе се фарбаат? Да, тоа не е табу тема воопшто. Воопшто ја имам многу мажи кои што доаѓаат овдека, кои што се бојадисуваат. И воопшто, како да ви кажам, не е веќе табу тема, значи најнормално, секој месец доаѓа се шиша и се закажува и фарбање. Сум приметил тоа дека фарбан маж, особено на сонце, се приметува дека е фарбан од хеликоптер. Или е портокалов, или е црвен, или е црн кјумур, така? Затоа што најчесто тоа го прават самите по дома. Или па жените ги фарбаат мажите по дома, што е исто така, нели, случај, или непрофесионалноста на некој од, не знам, салоните. За крај, една анекдотица. Например, имав клиент, женски клиент кој што се шишеше, не знам, се шиша до ден денеска, може ќе ме караше, го кажам тоа, нема да кажам име нормално. И кога ја да шишам и викаше, абе многу ме шишаш. Скратија 10 сантима, многу ме шишаш. Скратија 1 сантим, многу ме шишаш. И цело време беше, абе многу ме шишаш, многу ме шишаш. И на она столица таму, викам сега ќе направам една финта. И намерно ја зазборувам клиентката, ја зазборувам и викам на моите врагови, гледајте сега. И како што јас зимам, нели да шишам, ја не ја шишам всушност. Значи на празно шкрапам, она не може да види, пошто и правам муабет. Го зимам праменот, па шишам, ама сето тоа е позади неа, значи да не може да види. И си направивме муабет, ја демек ја шишам и викам, добро, викам, еве завршиме. И прави вака со коса. Еве, пак ја ти викам малце, ти, а овие другите вработејци се газат од смеи се, она не може да свати што е работава. Викам, слушај бре, викам, ај се викам застани, сега да земам да почнам да те почешам, како што треба, викам, иначе цело време на празно. Вика, ти си ненормален. Вика. И од тогаш повеќе не ми каже дека многу ја шишам, ниту на еден момент да каже сега многу ми ише, иако некогаш и многу ја шишам, да. Од Струмица преку Скопје до Лондон и пак во Македонија, бидејќи овде му е најубаво. Тоа е животот на Игор Говорко. Човек со едно чудо емоции и фризер со вешти раце.
Шетам низ чаршија кога гледам плакат во Даут Паши намам. Изложба на Васил Василев. Еј, па тоа е мојот профа од средно школа и веднаш како попче што би рекол народецот наш, си влегов во музејот. Васил Василев е наш познат вајар, цртач, педагог, скулптор, човек што изложува низ целиот свет, наградуван уметник. И замислете, на свој 80 и кусур не седи мирен, туку работи и изложува. Додека ги гледам неговите дела, се подсетувам на предавањата што ни ги држеше во втора година средно. Не учеше да не уживаме во копиите и кичот, туку да се воодушевуваме на оригиналите. Да одиме по музеи, бидејќи таму може да го освежиме окото. А колку беше прониклив, говори следнава ситуација. Имено, ние имавме ликовно 2 пати во месецот, па на еден час ни рече да нацртаме слика по наша желба. Цртавме, боевме, тој ќе фрлеше по некој поглед и од кога звонеше звоното, рече: довршете ги цртежите дома. После 2 недели, повторувам, после 2 недели, ни ги прегледа цртежите и замислете веднаш препозна кој работел на својата слика, а кој направил дубара. Мене ми рече: ова не е твој цртеж. И така беше. Тетка ми го нацрта. Джабе си ја мачал, ми рече. Сите ќе имате петки. Не е убаво да се лажеме. Каков ѕвер, а? Инаку Василев беше и професор на Ликовната академија, ама најмногу од се ме радува што се уште твори и има што да каже. Едноставно, некои луѓе ќе си останат своји и на 100 години. Изложбата трае до 1 декември, па да сум на ваше место, не би му се мислел. Кристијан Стојанов боледува од церебрална парализа со епилептични напади. Потребно е да собереме 36.000 евра за оперативен зафат во Турција. Доколку сте во можност, донирајте 100 денари на телефоните 143 472 за корисниците на А1 и 143 155 за предплатниците на Телеком. Ви благодариме на човечноста. Ништо не е постојано, освен промените. Пријатно. Пријатно.